Веста дека Хајден починала на само 36 годишна возраст на 16 август 2026 година ги шокираше нејзините обожаватели. Нејзиниот татко ја нарече нејзината смрт трагично заменување. Еден од деталите што се појавија е дека ден пред смртта Хајден отпатувала од Лос Анџелес заедно со Брајан Хикерсон, нејзиното поранешно момче со кое имала врска со прекини и помирувања. Хикерсон претходно признал дека физички ја малтретирал, а таа за насилството зборувала и во своите мемуари. Тој бил и осуден за насилство врз актерката, чиј живот бил обележан со бројни трауми и тешки периоди. Панетиер има ќерка со поранешниот партнер Владимир Кличко, поранешен светски шампион во бокс во тешка категорија. Според Нью Йорк Таймс, актерката починала во Јужна Каролина. Нејзиниот татко Скип Панетиер ја потврдил смртта во изјава за ABC News. Со огромна тага ја споделуваме веста за трагичното заминување на нашата сакана Хајден. Таа беше неверојатна светлина и сила на природата, која носеше неизмерна љубов и радост на сите што ја познаваа, како и на милионите кои ја гледаа на екраните, навел тој. Семејството побарало приватност додека се обидува да се справи со незамисливата загуба. Кристијано Роналдо и Георгина Родригес решиле еден од најважните моменти во нивниот живот да не го прослават во луксузен замок на приватен остров или на гламурозна локација, туку токму таму каде што секојдневно живеат како семејство во дневната соба на својот дом. Во интервју за Vogue, објавено во неделата, Георгина открила зошто со португалската фудбалска ѕвезда одлучиле свадбените завети да ги разменат дома и во присуство на своите деца. Одлучивме тоа да биде во дневната соба од нашиот дом, каде што појадуваме, ручаме и вечераме и каде што ја живееме реалноста на нашиот живот, објаснила таа само неколку дена пред венчавката. За Георгина, токму местото на кое семејството го поминува секојдневието, требало да стане дел од нивната семејна историја. На 30 години сакам децата да помислат нешто прекрасно се случи на оваа маса. Тука нашите родители ги кажаа своите свадбени завети, рекла таа. Роналдо пак со насмевка се пошегувал дека можеби до тогаш нема да биде истата маса. Можеби ќе го смениме ентериерот, додал 41 годишниот фудбалер. Се венчале на денот кога се запознале пред 10 години. Роналдо и 32 годишната Георгина го кажале судбоносното да на 10 август. Датумот имал посебно значење за нив, бидејќи точно 10 години претходно на истиот ден првпат се запознале додека Георгина работела во продавница на Гучи во Мадрид. Иако овој пат се одлучиле за исклучително интимна церемонија, двојката планира во иднина да организира и голема свадбена прослава. Во иднина ќе имаме голема свадба за да можеме да прославиме со семејството и пријателите, открила Георгина. Битолскиот камерен оркестар Дива ќе одржи 2 концерта насловени Цветна симфонија во Охрид и во Битола со повеќе од 100 учесници на сцената. Концертите ќе се одржат вечерва во пациото на Завод и музеј во Битола, а утре во Долни Сарај во Охрид од 21 часот. На програмата се италијански канцони, оперски арии и култни филмски теми. Публиката ќе слуша музика од филмските композитори Енио Мориконе, Џон Вилијамс и Ханс Цимер, како и други познати композиции. На сцената со оркестрот ќе настапат сопраните Јаворка Витанова, Виолета Арсовска, Зана Абази Рамадани од Косово и Нада Талевска и Билјана Талевска како специјални гостинки. Дел од концертите ќе биде и хорот Гортинија под водство на Илија Атанасов. Диригент е Владимир Димовски. Косовската оперска пејачка Зана Абази Рамадани по трет пат ќе гостува на ваков концерт со Битолскиот оркестар.
Охрид и годинава ќе биде домаќин на љубителите на џезот, а од 27 до 30 август градот ќе живее во ритмот на различните музички изрази што ги обединува Охрид Џез Фест 2026. Во текот на 4 фестивалски вечери публиката ќе има можност да проследи разновидна програма во која ќе се сретнат младите музички таленти, етно џезот, класичниот џез и меѓународната џез сцена. Фестивалот носи различни музички приказни, но една заедничка љубов – џезот. Фестивалската програма започнува на 27 август со вечерта на млади музичари насловена Ехо од Македонија. Во рамките на оваа вечер ќе настапат учениците и професорите од Методи Патче од Охрид, кои преку својот настап ќе представат музичката енергија и талентот на младите генерации.